Кратки најави за денес. Родови политики и родово одговорно буџетирање само колку да се исполни законската обврска. На Охриѓанки им годи вниманието за 8 март, за тоа колку се равноправни со поделени мислења. Со концерти надвор од фестивалскиот репертоар, Охридско лето ќе ја заживува културата преку целата година. Албанија ќе ги врати на Македонија незаконски изнесените икони. Следниот месец стартува изградбата на 4 автопатски делници од коридорите 8 и 10Д. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Беа измерени максимални 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде умерено облачно и топло. Утре над северозападна, западна и централна Европа и на Пиренејскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со засилен ветар. Слаби врнежи од дожд во југоисточна Европа, а во источноевропската низина снег, во останатите делови од Европа стабилно време со зголемена облачност. Во четврток во централните и приморските предели на Балканот времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и пониски температури. На север и на југ сончево, локално со зголемена облачност и топло. Максималните дневни температури на Балканот од 13 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровите релативно топло за овој период од годината, со дневни температури над повеќегодишниот просек. Ќе дува до умерен југозападен, а попладне слаб северозападен ветер, минималните температури од -1 до +6, максималните од 12 до 20 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток умерено облачно време со сончеви периоди, ќе биде ветровито и топло, минималната 4, максималната дневна 15. Во петок умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и високи температури со максимални 13 степени, а во сабота умерено облачно време со сончеви периоди, ќе биде измерена максимална температура од 14 степени. Во недела не очекува претежно сончево време со појава на локална облачност и со пад на температурите, минималната 1, а дневната само 7 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навремено пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид.
а на бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Недостаток од анализа на локалните потреби и показатели за реализација и ефектите од активностите го засенуваат родовиот концепт при креирање јавни политики и родово одговорно буџетирање во Охрид. Покрај добра анализа на потребите, неопходна е волја кај креаторите на политики за соработка со граѓанскиот сектор во носење на одлуки, како и имплементација во еден транспарентен и инклузивен процес. UNDP во анализата на состојбата на општините во Македонија за 2022 година нотира дека иако исклучително важно за родовата еднаквост, родово одговорното буџетирање кај нас е се уште недоволно сериозно. Пинк такси линија со жени професионални шоферки после 22 часот, резервирани паркинг места за жени во катна гаража и афирмативни мерки за вработување контролорки на паркинг се дел од активностите предвидени во акцискиот план во стратегијата за родова рамноправност во Охрид, со рок за имплементација до крајот на 2024 година. Недостаток од анализа на локалните потреби и показатели за реализација и ефекти од предвидените активности го засенуваат родовиот концепт при креирање јавни политики и одговорно буџетирање во Охрид. Од мерките најлесни за реализација, по се изгледа и понатаму се трибини, обуки и дебати за концептот на родова рамноправност. Весна Цветановска, граѓанска активистка, во однос на посочената стратегија вели дека хартијата трпи се, но дека реализацијата на терен оди многу слабо. За жал, имплементацијата според сознанијата кои што ги имаме оди многу слабо, резултатите се лошо видливи, на многу ниско ниво и засега не е доволно препозната и испромовирана согласно законските одредби и онака како што треба за да добие на масовност меѓу граѓаните и за сите ние да бидеме подетално запознаени со содржината на таа стратегија. Акцискиот план во рамки на стратегијата за родова еднаквост изработена во 2019 година предвидува континуирана директна поддршка за женски спортски клубови во Охрид, како и активна организација на обуки за преквалификација и доквалификација, што според секторот за туризам и локален економски развој, изминатите 3 години и покрај пандемијата мерката искористиле 62 жени. Но освен мерките предвидени во стратегијата, родовиот концепт треба да биде застапен во сите секторски програми. Во однос на буџетот на општина Охрид за 2023 година, како и претходните буџети, точно е дека во одделни секторски програми содржани се мерки и активности кои што ги имаат во предвид интересите и потребите на жените, меѓутоа ние немаме индикатори, точни показатели со кои што можеме да покажеме колку нашиот буџет е родово сензитивен. За конципирање и реализација на родови политики неопходна е добра анализа на потребите и соработка на сите чинители во заедницата, посочува Даниела Антоновска, експертка од областа на родова еднаквост. Што ни е потребно на локално ниво, кои се приоритетите на различни групи на мажи, на жени, значи треба и тоа да го имаме предвид, дека и мажите и жените се прилично хетерогена група, имате млади, помлади, постари, имате луѓе со различен степен на образование, со различно етничко потекло и тука се различни приоритетите. И при тоа е многу важно, кога се креираат политиките и програмите, да бидат вклучени сите засегнати чинители. Не можете да креирате национална
или локална политика и програма и да донесете мерки. Ако не, ќе консултирате невладините организации како представници на граѓаните, самите граѓани на локално ниво и сите останати, па дури медиите. Најважно од се е да постои волја кај креаторите на политики и кај граѓанскиот сектор за соработка и носење на одлуки во еден транспарентен и инклузивен процес. Години на нас, значи, постои една малфункција, да речам, лошо функционирање на односите помеѓу граѓанскиот сектор и локалната самоуправа, независно од која политичка провиниенција доаѓаат челниците, и на тоа треба апсолутно да работиме, за да сватиме дека општина без граѓански сектор не може да функционира, а тоа треба да биде во двонасочна. Еве еден апел, заедно да седнеме со засегнатите страни, навистина добро да ја сработиме таа анализа, да направиме еден добар, квалитетен и издржан документ. Најмногу мислам дека се потребни заложбите на нас советниците, а претежно на нас советничките во Советот на општина Охрид и токму јас, значи, ќе преземам и ќе дадам иницијатива во 2024 година да имаме претходно јавни анкети, да ги утврдиме приоритетите и да побараме од локалната самоуправа тие приоритети да земат место во секторските програми и во буџетот, а искрено се надевам дека ќе бидам поддржана и од страна на моите колешки во Советот на општина Охрид. Родово одговорното буџетирање е исклучително важно, но на локално ниво спроведувањето се уште е во зародиш, нотира UNDP во анализата на состојбата на општините во Македонија во 2022 година. Од локалната самоуправа од Охрид сепак нема расположение да се говори на оваа тема во интерес на јавноста. Освен секторот од ТЛЕР, другите одделенија и тела не одговорија на ниту едно од поставените прашања од редакцијата на ТВМ. Тоа беше за родовата еднаквост во контекст на 8 март, кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност. А сега за другата страна на Денот на жената, онаа со цвеќе и подарок за најблиските од понежниот пол, како што традиционално се одбележува. Охриѓанки велат дека им годи вниманието, а за тоа колку се рамноправни се со поделени мислења. Раздвиженост на плоштадот Крушевска република и низ Охридската чаршија. Се купуваат подароци за најблиските од понежниот пол за да се честита Денот на жената. Охриѓанки пред камерата на ТВМ велат дека најчесто добиваат накид, парфем и традиционалното цвеќе, но додаваат дека поважен им е гестот и вниманието. Отколку од мажот ми најпојче, да ви кажам, цвеќето најбав поклон ми е. Добро, нема разочаран поклон. Секој е добро со збор, кој ќе ти даде со збор и со мил убаво. Најубавиот поклон е од децата, кога ќе ти поклонат нешто убаво, било што да е. Од најмилите. Цвеќе, да. Цвеќе се знаат за 8 март. Цвеќе. Еве цвеќе. Being with my family, with my baby, a good meal. Да се биде со моето семејство, со моето бебе. Мојот маж ме прави среќна секогаш во текот на целата година. Среќна сум. Овој ден го очекуваат и продавниците за подароци, цвеќарите, како и продавачите на цвеќе на плоштадот. Но според продавачите го нема оној интерес од претходните години. Тој што сака да подарува цвеќе, не го прави тоа само на 8 март. Пославо е стално. Не би рекла дека е подобро, не е ни полошо. Тука е. Тие што купувале секогаш повторно истите купуваат. Барем кај мене. Јас ова ми е професија, од тоа живееме и мислам дека ги гледам истите луѓе. Тие што сакаат цвеќе, не е важно дали е празник и дури и кога го купуваат цвеќе. А на празникот купуваат подеднакво и мажите и жените. За колешките и пријателките забележуваат цвеќарите. Поќе мажите купуваат. За празникот се рамноправни во купувањето, исто купуваат и мажите и жените. И жените си поклонват на другарки, пријателки, роднини. Мажите никого не го забрават, и пријателки, и роднини, и домашни нормално. Значи, баш за овој ден се исти муштери, и мажи и жени. И на крајот од денот, кога ќе се поделат подароците и ќе заврши дружењето со колешките во ресторан или бар, се поставува прашањето колку нашите сограѓанки се задоволни од својот статус во општеството. Се чувствувате рамноправно? Се чувствувам. Да. Па никој не е видно, сите сме рамноправни, са нормално се. Денеска е најубав ден за сите. Немат збор, сите сме равноправни, сложни со сите. Супер, немат збор. Па се уште се бориме.
мислиме дека до крај не постои таа некоја мала нијанса што мажи уште така не гледат. In some area, maybe. Во некои области сме рамноправни со мажите, но најчесто не. Мажите се еден чекор пред нас. Охриѓанки денес добија поклони од активисти на Црвениот крст. 20 на волонтери вчера цел ден рачно изработувале честитки со кои денес ги израдуваа граѓанките на млалиот плоштад низ Охридската чаршија. Со предпразничен концерт во катедралната Света Софија, фестивалот Охридско лето го одбележа Меѓународниот ден на жената. Публиката уживаше во настапот на популарното трио Джентълмен. Директорката на фестивалот Наташа Поповиќ во своето обраќање го честита 8 март со неколку анегдоти посветени на жената од Амадеус Моцарт. Со концерти надвор од 40-дневниот репертоар Охридско лето има за цел да го афирмира фестивалот и да заживее врвната култура преку целата година. Со прекрасен празничен концерт, фестивалот Охридско лето синоќа во катедралната Света Софија го одбележа Меѓународниот ден на жената. Публиката уживаше во настапот на популарното трио Джентълмен, музички состав од тројца професионални оперски пејачи: Дејан Стоев тенор, Кристијан Антовски баритон и Јане Дунимагловски тенор, кои имаат посебна специфика во нивната изведба како модерна уметничко-сценска атракција. Директорката Наташа Поповиќ во своето обраќање го честита 8 март со неколку анегдоти посветени на жената од легендарниот Амадеус Моцарт. Неговиот учител Леополд ќе го праша: да не постоеше жената, што ќе правеше? На тоа Моцарт ќе одговори: да не постоеше жената, немаше да постоиш ниту ти, ниту јас. Леополд Моцарт е неговиот тата, неговиот најголем учител. А неговата мајка пак, Ана Марија, ќе го праша: твојата неголема инспирација е жена. Дали би имал друга инспирација? На тоа Моцарт ќе одговори: моја друга инспирација нема. Да не беше жената, одамна да престане да компонирам и да творам. Моцарт беше најголемиот поборник за правата на жената. На синоќешниот репертоар, освен класичните композиции, се најдоа и најголемите светски поп хитови, наполитански канцони, шпански песни и секако македонското творештво. Трио Джентълмен се различни по тоа што прават спој на операта, оперското пеење со различни жанрови, како поп, латино, джез, рок композиции и сето тоа во еден нов и специфичен звук, тризвук, интерпретиран од тројца оперски пејачи. Публиката ги награди со громогласни аплаузи. Со концерти надвор од 40-дневниот репертоар, Охридско лето има за цел да го афирмира фестивалот и да ја заживее врвната култура преку целата година. Црвен карамфил за жените возачи. Традиционално денеска СВР Охрид, Одсек за превенција ИПА од Охрид и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со символичен подарок црвен карамфил на припадничките од понежниот пол кои управуваат моторни возила им го честитаме 8 март, денот на жената, вели председателот на ИПА Охрид Стефан Димовски. Пред пладнево, полициски службеници во Охрид и Струга на сообраќајни пунктови ги запираа возилата кои ги управуваа жени и со карамфил им искажаа почит. И му патија убави желби по повод празникот, но и ги подсетија на потребата од безбедно управување на возилата во сообраќајот за време на празничниот ден. Незаконски изнесени икони од Македонија кои завршиле во Албанија ќе бидат вратени согласно законот за ратификација на договор меѓу двете земји. На вчерашната седница владата го усвои овој предлог закон кој треба уште да ги помине собраниските процедури. Со ратификацијата на договорот, според образложението од Министерството за надворешни работи, исклучително вредното културно наследство за кое што претходно се договорија Македонија и Албанија ќе биде вратено во земјава.
Владата го усвои предлог законот за ратификација на договорот за соработка со Република Албанија за враќање на незаконски изнесени икони од земјава и одлучи да го достави до собранието. Со ратификацијата на договорот, според образложението од Министерството за надворешни работи, исклучително вредно културно наследство за кое што претходно се договорија двете соседни земји ќе биде вратено во Македонија. Ова ќе ги продлабочи и унапреди културните односи меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија и ќе ја манифестира сериозната посветеност на двете држави во ефективната заштита на културното наследство и имплементацијата на меѓународните конвенции од оваа област, велат од владата. Станува збор за непроценливо културно-историско богатство, кое земјава една деценија се обидува да го врати дома. 20 вредни икони кои датираат од доцен 18 и од 19 век, однесени од црквите во селата Радожда, Буринец и Селце. Албанската полиција во 2013 година ги заплени во Тирана. Иконите од повеќе зоографи, меѓу кои доминираат дебарските Дичо Зоограф, Аврам Дичо, Серафим Зоограф, се чуваат во музеи во Тирана. Неодамна биле идентификувани уште 40 други икони украдени од цркви во Струшко, Ресенско и Дебарско. Но овие досега идентификувани 60 на икони и артефакти се само еден мал дел од се она што е изнесено од државата. Предпоставките на стручни лица се дека повеќе од 1000 вредни икони се украдени од црковните објекти во Западна Македонија. Во април стартува изградбата на 4 автопатски делници во должина од 110 км на коридорите 8 и 10D. Конзорциумот Бехтел и Енка денеска во владата потпишаа договор со јавното предпријатие за државни патишта за изградба на 4 автопатски делници во должина од 110 км на коридорите 8 и 10D во наредните 5 години. Изградбата ќе чини 1,3 милиарди евра. Надзорот ќе го врши ИРД Инженеринг, кој како консултант за финансиски трансакции во име на владата, изминатиот месец ги водеше преговорите со американско-турскиот конзорциум. Проектот Коридор 8 ќе се протега на должина од 68 км, со автопат со 6 ленти, кој ќе ги поврзува Тетово со Гостивар, Кичево, Требеништа, Струга и Ќафасан, додека коридорот 10D, автопат со 6 ленти во должина од 40 км, кој ќе го поврзе Прилеп со Битола. Рокот на изградба е до 2027 година. Реализацијата на оваа најголема капитална инвестиција во историјата на нашата земја ќе придонесе за економијата, за модернизација на патната инфраструктура, а во иднина ќе овозможи дополнителен развој на услугите, подобри услови за развој на бизнисот, поквалитетен живот и поврзување со соседите и меѓународните коридори, соопштија од владата. Во продолжение следуваат вестите од светот. Шефот на руската приватна платеничка армија Вагнер денес изјави дека неговите војници го зазеле целиот источен дел на Бахмут, центарот на борбите во источна Украина. Војниците на Вагнер го зазедоа целиот источен дел на Бахмут се источно од реката Бахмутка, изјави Евгений Пригожин во аудиопорака објавена од неговата прес-служба. Во последните денови притисокот значително се зголеми врз украинските сили кои го бранат Бахмут соочени со рускиот напредок и опкружување. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вчера пристигна во Киев со надеж дека ќе добие продолжување на договорот меѓу Русија и Украина за извоз на жито, склучен летото минатата година, со што ќе се избегне глобален недостиг на една од основните прехранбени производи. Договорот склучен на 22 јули минатата година под покровителство на Обединетите нации и Турција овозможува извоз на жито од украинските пристаништа блокирани поради непријателствата и истекуваа на 19 март. Досега се извезени 20 милиони тони жито. Илјадници работници во Грција денеска се приклучат на големиот штрајк во знак на протест поради трагичната железничка несреќа во која загинаа 57 лица, да се очекува масовните демонстрации да кулминираат пред парламентот во Атина. Несреќата на 28 февруари предизвика јавно незадоволство поради катастрофалната состојба на грчката железничка мрежа, за која работниците што штрекуваат велат дека се виновни за долгогодишното запоставување, недоволното инвестирање и недоволно персонал, што е резултат на децениската должничка криза во земјата. Синдикатот кој обединува стотици илјади работници во јавниот сектор исто така повика на еднодневен штрајк и протест поради смртоносниот криминал, а голем број студенти и наставнички групи рекоа дека ќе се приклучат на собирите.
Полицијата во Грузија употреби солзавец и водени топови за да ги растера илјадниците демонстранти кои излегоа на улиците на главниот град Тбилиси за да се спротивстават на контроверзниот закон за странски агенти. Незадоволни граѓани се собраа пред зградата на собранието во знак на протест против предложениот закон за кој сметаат дека е напад на слободата на медиумите. Парламентот во меѓувреме ја даде својата првична поддршка за нацрт законот за странски агенти. Според законот, медиумите и невладините организации кои добиваат повеќе од 20% од своето финансирање од странски извори мора да бидат регистрирани како агенти на странско влијание. Сад внимателно ги следат настаните во Грузија во последните часови, објави вчера Американскиот Стейт Департмент. Птичиот грип повторно е откриен на фарма за гуски во округот Бекеш во југоисточна Унгарија, соопшти управата за безбедност на храна на таа земја. Констатирано е дека оваа болест е регистрирана и кај птици во заробеништво во областа Комаром Естрогом на северот на земјата. Верзијата на птичиот грип H5N1 е диагностицирана на фарма во која се чуваат 7400 гуски во Бекеш, а убивањето на животните е веќе започнато, соопшти управата. Исто така се чекаат и болните птици од областа Комаром Естергом. Светската организација за здравје на животните вчера објави дека Франција пријавила исто така појава на високопатоген птичи грип меѓу црвените лисици североисточно од Париз. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.